Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Младите се иселуваат, старите имаат потреба од негователи. Патиштата бавно се градат, растат трошоците за камати и провизии. Со фламенко балетот Луксурија Охридско лето ќе го прослави 62-иот роден ден. Започнува фестивалот на кратки филмови Dream Short 2022. Поевтинуваат горивата. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево и топло. Максималната дневна температура 30 степени Целзиусови, а во текот на ноќта кон петок ведро и топло. Утре над Алпите и Пиринеите, локално во централна, северна и североисточна Европа, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите делови од стариот континент, сончево со локална облачност и многу топло време. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност и високи температури. Максималните дневни над повеќегодишниот просек во интервалот 31 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во петок претежно сончево време со локална облачност и топло со умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 12 до 21 степен, максималните дневни во Македонија утре 29, односно 38 степени Целзиусови, а ова е индексот со висока вредност 8. Во Охрид во петок претежно сончево и топло со североисточен ветер. Минималната температура 17, дневната 31. Во сабота и недела сончево со локална облачност и топло време во нашиот град. Дневната температура 31, односно 29 степени. Во понеделник сончево и топло. Минималната 19, дневната 30 степени Целзиусови. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Во услови на масовно иселување на младите и недостиг на дом за сместување на стари лица, во Струшко зголемен интересот за негователи. 20 негователи се грижат за 50 на стари лица, а се уште толку чекаат ваква помош, која е од непроценлива вредност за семејствата. 20 негователи веќе 9 месеци се грижат за старите и изнемоштени лица во Струшко. Интересот за оваа мирка е голем. Причини се масовното иселување на младите и недостигот на дом за згрижување на луѓето во тритата доба во целиот југозападен регион. 50 на стари лица добиваат нега, а уште толку чекаат ваква помош која е од непроценлива вредност за семејствата. Имаме негде
50 стари лица кои ја земаат оваа се корисници и ја добиваат негата во нивниот дом. Мислам дека е солиден бројот. Имаме тенденција на зголемување, барањата се растат, кај нас секојдневно доаѓаат и да прашуваат дали има слободен негувател. Негувателите ја пружаат неопходната помош во извршувањето на секојдневните активности. Институциите бараат начин за зголемување на нивниот број да може да се одговори на потребата за грижа на стари лица. Сите тие стари лица кои се опфатени со овој проект воопшто ништо не плаќаат. Напротив, само добиваат услуга, за која услуга добро се размисли и добро ја оформи Министерството за социјални работи заедно со Светска банка и овој е еден, можам да кажам, еден од поуспешните проекти. Новитет во Струга е тоа што Сдруженијето порака нова од следниот месец воведува нови социјални услуги, нега и одмена во домот за лица со Алцхаймер, мултиплекс склероза и палијативна нега. Постои застој и бавна динамика на реализација на стратешките инфраструктурни проекти, а трошоците за проектите се зголемени поради повисоката цена на чинење на изградбата од првично планираната, како и поради споредни трошоци. Ова е заклучокот на Државниот завод за ревизија, кој анализирал неколку капитални проекти со цел да даде одговор на прашањето дали јавните инвестиции кои се финансираат со средства од заеми се реализираат на ефикасен и економичен начин. Најголем дел од инфраструктурните проекти кои се реализираат од страна на јавното претпријатие за државни патишта се започнати пред околу 6 до 8 години. Изградбата оди бавно поради слабости во техничките решенија како дел од проектната документација, раскинување на договори со изведувачи од различни причини, покренување постапка за меѓународна арбитража, административни пречки за започнување на експроприација и неизино блокирање поради комплексна правна рамка за утврдување на висината на надоместокот. Државниот завод за ревизија анализирал 11 проекти за кои создадени се трошоци во износ од 58 милиони евра кои се однесуваат на провизии и камати за повлечени и неповлечени средства. Само заемите за изградба на автопатот Кичево-Охрид донеле разни трошоци од дури 38,6 милиони долари. Поради измените во тек на градба на автопатот А2 Кичево-Охрид од страна на јавното претпријатие биле поднесени 64 инфраструктурни проекти за кои постапката за одобрување во Министерството за транспорт и врски била започната 2019-2020 година, а завршена во 2021. Според Министерството, доколку инвеститорот ги групирал измените на проектите во 5 измени соодветно на 5 делници од автопатот за кои издадени биле одобренија за градење, постапката за одобрување на проектите ќе била значително пократка. Ваквата постапка на поднесување и одобрување на инфраструктурни проекти ја пролонгира постапката за експроприација, носи ризик од оштетни побарувања од страна на изведувачот, пролонгирање на роковите за градба и дополнителни трошоци по договорите за заем. Законот за градење дозволува склучување договори за изградба на патишта за кои не е решена експроприацијата со цел побрзо започнување со реализација на проектите, но доколку институциите не действуваат координирано за решавање на експроприацијата, процесот е подложен на високи ризици од застој и зголемување на трошоците. Во јуни 2021 година, јавното претпријатие за државни патишта доставило ургенција до Судскиот совет со сите дописи доставени до Судски совет, Врховен суд и други судски органи за кои немаат добиено одговор, а во кои укажуваат на ургентна потреба за разгледување на правното прашање поврзано со постоење на неусогласеност во спроведување на постапките за надомест на експроприран имот во судовите, а посебно го посочуваат Основниот суд во Охрид. За постапка за експроприација, која е итна постапка, се одржувале по 10, 14, а во некои предмети и по 17 рочишта, со што според јавното претпријатие за државни патишта се прави директна повреда на економичноста на постапката на товар на инвеститорот и директно влијае на изградбата на автопатот делница Кичево-Охрид. Во укажувањето е наведен и пример на постапка за експроприација каде за исплатен надоместок од 9000 денари исплатени се трошоци во постапката во износ од 691.000 денари. Во друг пример, со решение за надомест од 151.000 денари, трошоците во постапката достигнале 443.000 денари.
Ваквите високи трошоци се резултат на судската пракса на прифаќање на супервештачење на иницијатива на собствениците на имотот предмет на експроприација, а на товар на јавното претпријатие за државни патишта. Од оваа причина, ревизорите сметаат дека е потребна анализа на законската регулатива во насока на ефикасна, фер и транспарентна постапка за експроприација. Со цел надминување на сите наведени состојби, ефекти и резултати во ревизорскиот извештај дадени се препораки во функција на подобрување и унапредување на целокупниот процес на управување со јавните инвестиции. Фестивалот Охридско лето одбележува 62 годишен јубилеј. По повод роденденот, од сцената на антички театар ќе одекна звуците на фламенко балетот Луксурија. Шпанските уметници Давид Гутиерас и Паула Реес се за прв пат на Охридско лето. Воодушевени се од градот и климата, а перформансот го подготвувале пред почетокот на пандемијата. Фестивалот Охридско лето го одбележа 62-риот роден ден. Овој датум се слави со голема возбуда и почит кон оперската дива Ана Липша Тофовиќ, иницијатор на оваа манифестација, но и со голема одговорност, напомена Наташа Поповиќ, директорка на Охридско лето. Фестивалот останува и понатака посветен на она што го трасирале генерациите пред нас, она што е највредно и најзначајно, истакна Поповиќ. Низ годините, тука на фестивалската сцена настапиле најзвучните имиња од светот на музиката и театарот. Звуците на класичната музика во прекрасната Света Софија, грандиозните дела на неповторливиот антички театар и квалитетните и атрактивни театарски представи се само доказ дека тука во древниот Охрид повеќе од половина век се негува музичката и театарската совршеност. На годишнината на фестивалот настапува фламенко балетот Луксурија од Шпанија. Шпанскиот амбасадор во земјава Хозе Лукс Лозано Гарсија го честита фестивалскиот јубилеј и изрази огромна благодарност што низ годините нивната амбасада соработува со фестивалот Охридско лето, каде што се представуваат шпанските музички уметници. Igualmente a la ciudad de Ohrid. Дека ни предстои една вечер за уживање, која што ќе уживаме во фламенко балетот. Ги поттикнувам, ги охрабрувам сите луѓе од Охрид и оние кои што доаѓаат од Скопје да дојдат да уживаат заедно со нас. Уште еднаш благодарност и честитки за 62-то издание на Охридско лето и благодарност до целиот менаџмент. Уметничката двојка Давид Гутиерас и Паула Реас ќе танцуваат со фламенго балетот Луксурија. На вечерашниот настап ќе одекнат звуците на фламенго балетот од сцената на античкиот театар. Шпанските уметници се за прв пат во земјава Охрид и на Охридско лето и ветуваат возбудливо доживување за публиката. Invito al público que venga esta noche a... Покана до сите во Охрид да уживаат во представата вечер. Меѓународно е многу добро прифатена оваа поставка и она што ќе може да се види вечер е изведба на класично фламенко, но исто така со некои модерни примеси. Y además estamos ilusionados nosotros. Значајно е за нив, бидејќи настапуваат пред нова публика на ново место. Хаиме Транкосов, менаџерот на фламенго балетот Луксурија, е задоволен од тоа што се дел од фестивалската содржина на Охридско лето. Привилегија е да се настапува на фестивал со долгогодишна традиција и на неговата годишнина, кажа Транкосо. It's very special for us because Последно ни е задоволство, бидејќи овој перформанс го спремавме уште пред пандемијата и дојде време кога тоа спремање, таа представа ќе дојде на сцена. Сања Арсовска, селекторката на театарската програма, е исто така задоволна од досегашниот тек на прикажаните квалитетни домашни представи. Покажавме дека театарската уметност дише здраво, а тоа темпо ќе продолжи до крајот на фестивалската програма. Стануваат уште 4 театарски доживувања кои што ќе се закотват на нашето театарско пристаниште. Со неотрпение очекуваме представата Барка Балкан Бордело на Блиртан и Зирај во копродукцијски проект помеѓу Њујорк, Приштина и Белград. Тоа ќе се случи на 10 август. На 15 август ни доаѓа МНТ со Народен непријател во режија на Нина Николик.
На 17 доаѓа големата војна и мирна уште поголемиот Толстој, во режија на Борис Лишевиќ, во изведба на Народниот театар од Белград, и на финалето, односно затворањето на Охридско лето, го имаме војкување на Југословенско драмско позориште, односно Југословенски драмски театар. Годинава по 62 пат уметниците од голем број земји од светот ќе приредат уживање за љубителите на уметноста. До 20 август, кога завршува фестивалот, ќе настапат над 1000 уметници, актери, солисти, хорски музичари. Шестото издание на фестивалот за кратки филмови Dream Short 2022 под мотото Кула од вечности ќе се одржи во Струга во периодот од 6 до 9 август. Годинава фестивалот ќе понуди нова креативна програма, надополнета со едукативни елементи и неизоставниот музички сегмент. Под мотото Кула од вечности од 6 до 9 август во Струга ќе се одржи шестото издание на фестивалот на кратки филмови Dream Short 2022. На годинешното издание ќе може да се погледнат филмови во 4 надпреварувачки категории, и тоа студентска, регионална, интернационална и специјалната програма насловена Соочување со минатото, а на публиката ќе биде понудена и нова креативна платформа, вели Лидија Мојсовска, креативен продуцент на фестивалот. Во принцип, за прв пат ќе се случи во рамките на еден филмски фестивал во Македонија, барем така ние знаеме. Тоа е VR програмата, која што ќе вклучи неколку остварувања од Холандија и публиката ќе може да ги погледне во Домот на култура од 6 до 9 секој ден, од 6 до 9 август. Додаваме уште една специјална програма на македонски филмови. Вкупно 34 филмови и 10 од нив ќе бидат македонски, со што на некој начин ја одржуваме каузата за промоција на македонски автори, млади македонски автори. На отворањето најавена е промоција на книгата со рецензии Дух во школка на македонската филмска критичарка Сончица Уневска. Во рамки на фестивалот ќе се одржи изложбата Killing Culture на Хрвоје Полан и дискусија на темата различни начини на раскажување прикази. Како дел од Балканската филмска мрежа, формирана заедно со партнерите од Србија и Црна Гора, Башта Фест и Синема Филм Фестивал, годинава за прв пат ќе се започне проект за едукативна програма на фестивалот насочена на младите автори, истакнува Мојсовска. Во текот на фестивалот ќе се одржи работилницата Фандреди со менторите Марија Димитрова и Ѓорđe Ставерски. Во рамките на фестивалот, како што кажав, значи ќе се одржи таа работилница и во текот на тие 3 денови тие ќе учат нови практики како да создадат една нова стратегија за финансирање за своите кратки филмови, како да ги пласираат за продажба, за копродукција и слично. Селектор на компетитивната програма е српскиот режисер Иван Бакрач, а за гостинската програма во соработка со Сараевскиот филмски фестивал задолжена е селекторката, односно кураторка Асија Крсмановиќ. Додека мешаното 6-члено жири, составено од македонски, црногорски и српски синеасти, ќе одлучува за најдобрите филмови во 4 категории, а неизоставен дел од фестивалот и музичката оф програма, која со диџејски сетови ќе ги продолжи филмските летни ноќи. Од вечерва на полноќ поевтинуваат горивата, информираат од Регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,99%. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се намалуваат за 2 денари за литар и ќе чинат 93,5, односно 96 денари за литар. Евродизелот поевтинува за 2,5 денари за литар и сега ќе се продава за 93 денари. Цената на екстра лесното масло за домакинство се намалува за 3 денари за литар, ќе изнесува 91 денар. Со одлуката на регулаторната не се менува малопродажната цена на мазутот, која и понатаму останува 53,3 денари за килограм. Следуваат вестите од светот.
Војската на Тајван издаде соопштение во кое се вели дека нивните сили се во состојба на готовност и внимателно ги следат кинеските воени вежби. Соодветно на тоа одржани се вежби за цивилна одбрана и објавени известувања во одредени засолништа во случај на воздушен напад. Тајван откажа голем број летови бидејќи Кина спроведува воени вежби во близина на островот, а 40 летови до и од Тајван се откажани. Откажувањата на летовите не се нужно поврзани со вежбите. Бродови на кинеската морнарица и војни авиони накратко ја преминале централната линија на тајванскиот теснет, изјавил за Reuters тајванскиот извор запознаен со ова прашање. Тајван распореди ракетни системи пак за следење на активностите на кинеското воздухопловство во близина на централната линија, а бродовите на тајванската морнарица остануваат блиску до централната линија за да следат кинеската поморска активност. По експлозија во полициски магазин со оружје и експлозиви во Груневалд во близина на Берлин избувнал голем шумски пожар. Пожарот избувнал утрово пред 3 часот и 30 минути, а според првите информации блиските автопати и железнички линии се затворени. Исто така агенциите јавуваат дека противпожарните единици морале да се повлечат на растојание од 1 километар поради опасност од експлозии. 6 часа по експлозијата, околу 9 часот наутро, локалните медиуми објавија дека експлозиите повеќе не се слушаат. Домовите не биле директно загрозени од пожарот, иако властите предупредија дека сувите услови и екстремната топлина може да го рашират пожарот. Груневалд е една од најголемите зелени површини во Берлин, која започнува од западниот рап на градот и се протега кон Потсдам. Во обилните дождови во северна Јапонија има урнато мостови и излеани реки, а 200.000 жители се повикани да ги напуштат погодените области. 2 лица се водат како исчезнати, а властите предупредуваат на зголемен ризик од лизгање на земјиште и поплави. Издадени се необврзувачки известувања за евакуација за 200.000 жители во 5 префектури на земјата: Нигата, Јамагата, Фукушима, Ишикава и Фукуи. Со обраќањето на некои брзи возови Шинкасен е прекинато во погодените области, а според научниците затоплувањето ги зголемува ризиците од интензивни дождови во Јапонија, како и на други места во светот. Французин на возраст од 62 години преживеал 16 часа во воздушен меур на брод кој се превртел во Атлантскиот океан. Брод долг 12 метри кој испреловил од Лисабон во понеделникот вечерта испратил сигнал за помош од Атлантскиот океан. Во тој момент пловилото се наоѓало на 22,5 километри од островот Сисаргас кај шпанската Галиција. Според нуркач на шпанската крајбрежна стража, можноста за преживување на французијанот била речиси невозможна. Спасувачкиот брод со 5 нуркачи како и 3 хеликоптери се испратени да го пронајдат и спасат човекот чиј идентитет не е соопштен. Додека нуркач ги пребарувал пловилото, човекот почнал да удира внатре, но морето било премногу разбранувано за да се продолжи со спасувачката операција. Крајбрежната стража прикачила пловни балони на трупот на бродот за да спречи понатамошно потонување. Французинот морал да го чека утрото, а двајца нуркачи пливале под чамето за да му помогнат на морнарот додека водата допирала до неговите колена, пишува Гардијан. Бил префрлен во болница, но набрзо и пуштен. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!